Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Сојузот на борци од Тетово не е прифатливо менување на ниту едно име на улица кое носи име на партизан или деец на антифашистичката коалиција која го победи фашизмот. Изјавата на вице-премиерот Николовски ги налути бугарите. Македонската амбасадорка во Софија повикана на разговор. Европската Унија е неправедна кон Македонија. Направивте се што ви побараа, а се уште сте далеку од членство, забележа хрватскиот председател Зоран Милановиќ. Асфалтот го шетале 100 километри, па не бил квалитетен. Со закон ќе се пропише каков асфалт ќе се става на автопатот Кичево-Охрид. На почетокот на јули во Ресен се одржа за прв пат тридневниот мотофестивал Преспад 24 во организација на мотоклубот Црна река Македонија под покровителство на градоначалникот и општината. Со манифестацијата Не заборав заврши 16-тото издание на битолско културно лето Битфест. А на самиот почеток една куса вест која за жал наликува на Тетово. Вчера во 14 часот и 15 минути ОИ 36 годишен од Стримница Тетовско самиот се пријавил во полициското одделение Групчин откако во угостителски објект во селото Стримница со остар предмет му нанел убодна рана на ФБ 33 годишен од село Стримница, информира Министерството за внатрешни работи. Инцидентот се случил откако предходно сега повредениот ФБ вербално го нападнал таткото на ОИ и градоначалникот на општина Желино Блерим Сејдију. ФБ е пренесен во клиничката болница во Тетово за укажување на лекарска помош. Според пријавеното во СВР Тетово, предходно околу 13 часот и 35 минути во дворот на џамијата во село Стримница, ФБ вербално го нападнал БС 34 годишен и градоначалникот на општина Желино, а физички ги нападнал и таткото на ОИ, пошто се дал во бегство. Околу 14 часот, според пријавеното, ФБ дошол во угостителски објект каде што биле ОИ, пошто настанала расправија и му нанел убодна рана. СВР Тетово во координација со јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово презема мерки и активности за целосно расчистување на случајот, наведено е во полицискиот билтен. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. На светлиот ден на успението на Пресвета Владичица наша Богородица на 28 август во Лешочкиот манастир беше ослужена света архиерејска литургија на која чиноначалствуваше неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение на митрополитот Европски господин Пимен и свештенството од Тетовско-Гостиварската епархија. По завршување на литургијата беше изведен чинот на мал водосвет и беше прекашен празничниот колач, а митрополитот господин Јосиф се обрати кон многобројниот верен народ со пригодна беседа на која меѓу другото нагласи: денес во Лешочкиот манастир го празнуваме најглавниот празник во чест на Божјата мајка, иако во текот на годината постојат многу празници посветени во чест на Пресветата Богомајка. Но највеличествен од сите тие празници е токму денешниот празник, Успението на Пресвета Богородица. На денешен ден таа се упокоила како што и сите луѓе се упокојуваат,
Но кога апостолите ја испратиле и сохраниле, како носи редот, на погребението отсуствувал светиот апостол Тома, и тоа било Божја промисла за да се открие уште една тајна на Света Богородица. Третиот ден доаѓа и тој и посакал да го целива телото на Светата Пречиста. Но кога апостолите го отвориле гробот, ја нашле само плаштеницата со која била обвиткана, додека телото не било во гробот. Таа вечер се јавила на апостолите и им рекла: "Радувајте се, јас сум секогаш со вас." Денес славиме една необична смрт и какво чудо! Тоа што некогаш беше причина за тага, солзи и болка, денес како причина за радост и празнување се покажува. Смртта мрачна и омразена со успението на царицата денес се пофалува и блажена се нарекува. Зашто денес лествицата небеска со смртта, како со лествица кон небеските населби, се преселува и таа онаа која денес смрт прима, со своето блажество смртта ја украсува. И ова блажено заспивање придобивка на сиот род човечки станува. Света Богородица, живејќи го својот овоземен живот во послушност и исполнување на законот Божји, се удостојува да биде почесна од херувимите и неспоредливо пославна од серафимите. Како таква, таа се удостојува да предстои за секоја христијанска душа, да побрзува и да одговара на сите наши разумни и исправни молби и да се застапува истите да бидат исполнувани. Ние како верници и христијани должни сме цврсто да веруваме во нејзината помош и во нејзината молитва. Но пред тоа имаме обврска да се угледаме на нејзиниот свет, чесен, морален и праведен живот, па да се потрудиме и нашиот живот да го насочиме во тој дух и во тој правец. Само тогаш ќе можеме нашите молби и прозби не само да ги изнесуваме пред Мајката Божја, туку да бидеме сигурни дека истите ќе бидат пренесени од неа пред Господа Бога. Преку нејзиното застапништво пак Бог ќе ги услуши и исполни. Во овие празнични мигови овде во славниот Лешочки манастир, наоѓајќи се под закрила на Небесната Царица, да и се обратиме со молитва на Возвишената, да ни биде како и секогаш и сега, постојана застапничка и молитвеничка пред Бога за нас и за нашите идни поколенија. Таа нека биде нашата патеводителка на патот кон спасението и нејзиниот благослов нека биде врз сите нас, постојано, сега и за секогаш и во сите векови. Амин. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Zavrti se mila Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Tvojite oči Magde, crni čelešovi. Tvojite oči Magde, crni čelešovi. Zavrti se mila Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Zavrti se mila Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Rusa kosa imaš, sveti kako plori. Rusa kosa imaš, sveti kako plori. Zavrti se mila Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Zavrti se mila Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Ravna snaga imaš, tenka em visoka. Tanka snaga imaš, da ja kršam. Zavrti se milo Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Zavrti se milo Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Сојузот на борци на Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија и граѓаните продолжувачи од Тетово излезе со соопштение во кое се вели: Сојузот на борци на Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија и граѓаните поддржувачи со особена загриженост и внимание ја примија веста дека на 36-та седница на Советот на општина Тетово советниците формирале работна група за преименување и именување на улиците на територија на општина Тетово.
Имајќи го в предвид минатото поведение на локалната власт и сензитивноста на материјата, цениме дека е потребно навремено, гласно и јасно да испратиме предупредување дека за Сојузот на борци воопшто не е прифатливо менување на ниту едно име на улица која носи име на партизан или деец на антифашистичката коалиција која го победи фашизмот. Исто така е целосно неприфатливо и спротивно на Уставот да се размислува за именување улици и јавни површини со имиња на фашисти и балисти, бидејќи светската историографија јасно ја утврдила нивната улога во минатото, се вели во соопштението испратено од Сојузот на борците. Веруваме дека помеѓу народите во државата и регионот, мир, братство и разбирање се можни доколку не се остава простор за искривување на вистината и вистинските вредности и доколку сите се угледаме на жртвата и придонесот на вистинските великани кои го поразија фашизмот во сите негови појавни форми. Апелираме до градоначалникот и членовите на Советот да не дозволат подигнување на меѓуетнички тензии, туку да се поттикне хармоничноста на меѓусебните односи преку посветеност кон задоволување на вистинските потреби на граѓаните. Учи ме, мамо, карај ме, како да ја земам Лилјана, Лилјана, мома убава, Лилјана, бела и црвена, Лилјана, тенка, висока, Лилјана, ситен силок. Лилјана една на мајка. Учам те, сине, карам те, повикај 300 мајстори, направи чешма шарена, наврати вода студена, сите селани ќе дојдат и Лилјанини другачки, сите калешне вести. Белкин Лилјана ќе дојде. Послушал Стојан мајка си, повикал 300 мајстори, направил чешма шарена, навратил вода студена, сите селани дојдоја и Лилјанини другачки, сите калешне вести. Кучка Лилјана не
Европската Унија е неправедна кон Македонија. Македонците досега исполнија бројни барања кои се бараа од нив за да ги забрзаат преговорите и влезот во Европската Унија, но и покрај тоа и понатаму се далеку од членство. Сето тоа покажува дека Европската Унија нема искрен и чесен однос кон Македонија, порача хрватскиот председател Зоран Милановиќ, кој имаше средба со премиерот Христијан Мицкоски во неговата прва посета на Хрватска. На средбата, како што информираат од кабинетот на председателот Милановиќ, потврдено е дека Хрватска и понатаму ќе биде силен поддржувач на Македонија на патот кон Европската Унија и ќе се залага за влез во Унијата, јавува Македонската информативна агенција. Предходно, како што известува МИА од Загреб, исто таква порака упатил и хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ. На пресконференцијата по средбата со премиерот Мицкоски, хрватскиот премиер рече дека во изминатите 20 години имаше многу неправди кон Македонија и дека е созреано времето сето тоа да се респектира. Темата која го оптоварува европскиот пат на Македонија по наше мислење е неправедна кон македонскиот народ и македонскиот идентитет. Мислам дека толку отстапки се направени од македонска страна што ретко кој народ и држава би прифатила да направи толку исчекори од својата страна за да го забрза својот пат кон членство во Европската Унија, изјави Пленковиќ, додавајќи дека треба заеднички да се работи на тоа преговорите за пристапување на Македонија кон ЕУ да започна што поскоро. Премиерот Мицкоски рече дека неправдата што ни е нанесена во изминатите 2,5 децении е голема и дека имаме направено отстапки кои никој друг на патот кон Европската Унија, тргнувајќи од привремената референца на името на државата преку менување на знамето и банкнотите до промена на името на државата со Преспанскиот договор. Ние имаме многу внатрешни проблеми и тие ќе ги решаваме и тука не треба да има дилема. Ќе работиме колку што е потребно. Тоа што не зависи од нас е токму почетокот на преговори. Тоа за жал зависи од други. Ние направивме доволно. Сега треба некој да ни ја подотвори вратата за да можеме да влеземе во таа просторија, за да почнеме да преговараме и да покажеме колку можеме, истакна премиерот Мицкоски. На пресконференцијата тој рече дека ние се уште сме во еден вртлок во кој нема извесен крај, иако желбата на македонските граѓани да бидат дел од европското семејство и Европската Унија е голема. Day
Vlaška zemlja bogata, Mistaja, Vlaška zemlja bogata. Vlajinki, momi mamo zaljubi. Vlajinki, momi mamo zaljubi. Em ti je karavlaški nevesti. Em ti je karavlaški nevesti. Ergelak, mila mamo pašala. Ergelak, mila mamo pašala. Mom isto, mila mamo vezirstvo. Mom isto, mila mamo vezirstvo. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
Министерството за надворешни работи на Бугарија соопшти дека била повикана амбасадорката на Република Македонија во Софија Агнеза Руси Поповска за да ја биде пренесен протест поради, како што се наведува, пресконференцијата на вице-премиерот и министерот за транспорт Александар Николовски. Од бугарска страна беше реафирмиран коезистентниот став во однос на европската перспектива на Скопје. За жал беше констатирано дека системските провокации и одбивањето да се исполнат обврските на официјални представници на соседната земја дополнително ја оддалечуваат од почетокот на преговори со Европската Унија. Официјалниот и секој следен кабинет ќе продолжи природната линија на бугарската надворешна политика кон Македонија, насочена кон гарантирање на човековите права и почитување на принципите на добрососедство, се наведува во соопштението објавено на веб страната на Министерството за надворешни работи на Бугарија. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски на пресконференција во Скопје изјави дека смета оти процесот на уставни измени и преговарачката рамка се главна тема во бугарските медиуми секогаш кога има избори во Бугарија. Ова не е политика на Бугарија од вчера, ова е политика на Бугарија која што ја имаме во континуитет од 2020 година. Второ, секогаш кога во Бугарија ќе дојдат избори, се злоупотребува темата Македонија. Не знам сега и не сум сигурен за кога им се изборите, затоа што до толку се нефункционални што не можат ни избори да закажат. Ова им е 7 или 8 техничка влада. Веќе не можат да најдат луѓе за во техничка влада. Така што прво нека си ги средат работите дома, нека изберат политичка влада и ќе седнеме и ќе зборуваме со таа политичка влада. Немам намера да одговарам на луѓе кои што ловат политички поени, а кои што се политички маргиналци во моментов во Бугарија, затоа што се представници на влада која што нема легитимитет од никого, рече Николовски прашан за коментар за претходната реакција на бугарското Министерство за надворешни работи, дека на раководството во Скопје би требало да му е јасно дека обидите за лансирање на идеи за предоговарање може единствено да доведат до ново оддалечување од стартот на преговори. Леле на високом
mi duša ne čuka. Очекувам напролет да се вози по одделни делници, а до крајот на 2026 година конечно да заврши изградбата на автопатот Кичево-Охрид, рече министерот за транспорт и врски Александар Николовски во одговор на новинарско прашање. Соопшти дека владата донела нов закон за измена и дополнување на законот за реализација на автопатот Кичево-Охрид, кој следната недела треба да го усвои собранието и со него ќе биде решен еден од основните проблеми за реализација на овој проект. Како што посочи Николовски, законските измени се во делот на техничките карактеристики на асфалтот, што се користи за финализација на завршните слоеви на автопатската делница, прилагодени на домашните геолошки услови. Сите проблеми што ги видовме се настанати како резултат на неодговорно работење на претходната влада. Законските измени се во делот на техничките карактеристики на асфалтот што се користи. Правиме прилагодување на македонски услови. Асфалт не може да се носи повеќе од 100 км од местото каде што е произведен, што значи дека мора да се користи локална оператива и се прилагодуваме на геологијата, односно на наоѓалиштата што се користат во изработка на асфалтот. Со гласање на овој закон веднаш започнуваме со асфалтирање на финалните делови од одредени делници и да бидам поконкретен, веќе следната пролет да имаме делови од автопатот кои што ќе бидат целосно ставени во функција. Очекувам до рокот, до крај на 2026 година да имаме конечно завршен автопат, изјави Николовски. Тој истакна дека се решаваат и наследени проблеми со експроприација, објекти што се на траса, како и со слечишта. Автопатската делница Кичево-Охрид на коридорот 8 почна да се гради во февруари 2014 година. Вредноста на автопатот со вкупна должина од 57 километри првично беше проектирана на 374 милиони евра, а по неколку анекси на договорот и продолжување на роковите достигна фантастични 598 милиони евра. Со законски дополнувања во април годинава се овозможи да се склучи шестиот анекс на договорот со кој се пролонгираше рокот за изведба до крајот на 2026 година. Не си го продавај коло чифликот, мама не ме дава коло за тебе. Не си го продавај коло чифликот, мама не ме дава коло за тебе. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чини коло чифликот, толку ми чини коло меракот. Колку ти чини коло чифликот, толку ми чини коло меракот. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш.
чинат коловегите, колку ти чинат коломегите, толку ми чинат коловегите. Помејани одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Помејани одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чини коло трлото, толку ми чини коло грлото. Колку ти чини коло трлото, толку ми чини коло грлото. Помејани одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Помејани одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Македонија. Македонија. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
Твојата мајка сине, твојата мајка сине, твојата мајка сине, во црната земја, во црната земја. Твојата мајка сине, во црната земја, во црната земја. На почетокот на јули во Ресен се одржа за прв пат тродневниот мотофестивал Преспа 24 во организација на мотоклубот Црна река Македонија под покровителство на градоначалникот и општината. На фестивалот учествуваа голем број на домашни мотоклубови како и мотоклубови од соседството. Односно на настанот учествуваа 70 мотоклубови од земјава, но и од Шкотска, Полска, Чешка, Словачка, Хрватска, Романија, Бугарија, Србија и Албанија. Ресенчани се покажаа како многу добри и гостопримливи домаќини кои ги воодушевија сите гости со својата срдечност. Чувствувам огромна благодарност кон нив и до сите што не поддржаа, особено општината, и искрено се надевам дека оваа манифестација ќе прерасне во долгорочна традиција, вели претседателот на мотоклубот Ванчо Јотовски од Скопје, чие потекло е од Ресен. Тој додава дека Преспа заслужува да биде видена, а доказ е воодушевеноста на гостите од полудневните тури преку Галичица до Свети Наум во Охрид, Маркова нога, Стење, Коњско, но и од Битола и Охрид. Неизбежен дел од дружбата беа и локалните специјалитети како преспанскиот крап, ѓомлезето, фантастичниот домашен граф. А морам да ги споменам и 4 рок бендови кои совршено ја надополнуваа и онака фантастичната атмосфера, раскажува Јотовски. Се создадоа нови пријателства, а се покажа уште еднаш дека бајкерството не познава граници и не ги дели луѓето според националност или религија, туку само го промовира братството и мотокултурата, тоест безбедното возење и носење на опрема. Сепак, за време на фестивалот имаше и некои забелешки околу ознаките на бајкерите. Да, некои од присутните беа збунети дека на јакните на дел од учесниците го имаше амблемот со 4С, орелот и името Србија. Меѓутоа така е тоа затоа што клубот Црна река е српски и е формиран 2009 година и таков им е грбот, а 2020 има свој чептер во Македонија. На грбот на македонскиот клуб стои Македонија, што е доказ дека матичниот клуб не признаваат и како народ и како нација. Нашите односи се навистина братски и тие ни даваат огромна поддршка вакви мотофестивали да се одржуваат секоја година во Македонија, односно во Ресен, појаснува Јотовски. Kako te mlada zaljubi I po tebe pamet izgubi Otkako te mlada zaljubi I po tebe pamet izgubi Stiga moja ta mladost, kaži mi ti I nasite skoro i veruvaj mi Meni ti stiga
се ти подари. Света младост си ја изгуби. Се што има се ти подари. Света младост си ја изгуби. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти. И на сите зборови верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти. И на сите зборови верувај ми. Кажи, кој те милува, кој те гали, кој те успива. Кажи, кој те милува, кој те гали, кој те успива. Стига мојата младост, кажи ми ти. И на сите зборови верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти. И на сите зборови верувај ми. Со 14-тото издание на традиционалната манифестација Не заборав, посветена на композиторот Тоде Новачевски, во Центарот за култура во Битола беше завршено годишното издание на Битолско културно лето Битфест. На концертот публиката имаше можност да ужива во песните на Тоде Новачевски, а во изведба на познати битолски музичари и изведувачи. Манифестацијата беше поддржана од општина Битола во рамките на Битфест 24-та, а автор на проектот е Панде Димитровски. Изминатите 13 изданија на Не заборав беа посветени на Сашка Петковска, Јонче Христовски, Пепи Бавтировски, Љупчо Спасеновски, Добри Ставревски, Гоце Николовски, Миле Шарденков, групата Битолски конзули, битолчани на Валандово, Драган Карафиловски Бојс, Песни за Битола, прв и втор дел и Интерфест од 92 до 96 година. Оваа година Битфест во својата програма понуди квалитетни содржини составени од традиционални манифестации и други настани кои следуваа по спектакуларното свечено отворање на градскиот стадион Петар Милошевски на 3 јули со Симфонија на звездите. Како дел од програмата на Битфест, битолската публика имаше можност да ги проследи настапите на групата Љубојна, светски познатиот пианист Матија Дедич и битолчанецот Горан Бојчевски. Беше создадена и прекрасна атмосфера за креативно пишување во дружба со македонските писатели Дарко Лешовски, Ана Јовковска, Петар Андоновски, Фросина Вармаковска и Јасмина Атанасова, а не беше изоставена ниту ликовната уметност, низ активностите на Ателје Солак. Беа одиграни бројни театарски представи низ Битола Шекспир фестивал и Битолино, а промоцијата на културата и традицијата и годинава ја одбележаа прекрасни изданија на Илинденски денови и Локумфест. Дел од програмата беа и други изведувачи и настани кои оставија силен впечаток кај многобројната публика. И ова издание на Битолско културно лето е уште една потврда за квалитетната културна понуда која ја поддржува и реализира општина Битола.
и да љубам и да гледам фајде нема. Душо моја, шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. Шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. Танка снага кршам јас, танка снага кршам јас, и да кршам и да гледам фајде нема. Душо моја, шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. Шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. И тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. А за крај во катчето за најмладите, приказната Птицата најденка од браќата Грим. Ви посакувам пријатен ден. Браќата Грим. Птицата најденка. Си беше еден шумар и често одеше на лов в шума. Кога еднаш стигна во шумата, слушна цимкање, како да плаче некое мало дете. Отиде кај местото од каде што се слушаше плачењето и виде едно високо стебло, а на неговиот врв едно мало дете. Всушност, под тоа стебло беше заспала една мајка со своето дете. А некоја птица грабливка, кога го видела детето во мајчиниот скут, слегла, го зела во клунот детето и го ставила на врвот од стеблото. Шумарот се качи горе, го сипна детето и си помисли: ќе го однесам дете во дома и ќе го одгледам заедно со моето ленче. И така тој го однесе детето дома, а двете дечиња заедно растеа. Бидејќи го најде на дрво, а некоја птица го грабнала, детето го нарекоа Птица најденка. Децата многу се засакаа и кога не ќе се видеа, тагуваа едно за друго. Шумарот имаше една стара готвачка. Една вечер старата готвачка зеде две кобриња и тргна да носи вода. Таа неколку пати отиде до кладенецот и се врати. Кога Ленче го виде тоа, ја запраша готвачката: "Слушај, стара Солзо, зошто ти е толку вода?" "Ако никому не му кажеш, ќе ти кажам," одговори готвачката. Па кога Ленче и даде збор, таа ја продолжи: "Утре взори, кога шумарот ќе замине на лов, ќе ја сврелам водата и во неја ќе ја ставам птицата најденка и ќе ја сварам." Рано изутрината шумарот отиде на лов, а децата уште лежеа во постела. Кога се разбуди Ленче и рече на птицата најденка: "Ако ти мене не ме напушташ, нема ни јас тебе." "Ни сега, ни кога и да е," се согласи птицата најденка. "Би сакала само нешто да ти кажам," продолжи Ленче. "Старата Солуза синоќа донесе многу коплиња вода. Па јас ја прашав: зошто е толку вода, а таја ми рече дека ќе ми каже ако никому ништо не му кажува. Јас си ветив дека не кажувам никому и таја ми шепна: утре изутрина, кога татко ти ќе биде на лов, ќе сврелиме еден котел со вода, во него ќе ја фрлиме птицата најденка и ќе ја сварибе. Но ние," продолжи Ленчето, "ќе станеме порано, ќе се облечеме и заедно ќе избегаме." Обете деца станаа на брзина, се облекоа и избегаа. Кога водата започна да врие, готвачката појде во детската соба за да ја земе птицата најденка и да ја фрли во котелот. Но кога влезе во собата, обете постери ги најде празни, па таа многу се уплаши
и се рече во себе си: што ли да му кажам на шумарот кога ќе дојде дома и ќе види дека ги нема децата? Веднаш понив да ги фатиме. Готвачката испрати по децата тројца момци за да ги стигнат и да ги вратат дома. Децата седеа пред шумата кога ги видоа тројцата момоци како брзаат. Тогаш Ленчи ги рече на птицата Најденка: ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, никога и да е, одговори Најденка. Ти биди китка, а јас ке бидам ружа во неа. Кога тројцата момоци стигнаа кај шумата, не најдоа ништо друго, освен една китка и ружа во неа. Од децата немаше ни трага, ни глас. Не можеме ништо, помислија момоците. Тие се вратија дома и јавија на готвачката дека не виделе ништо друго, освен една китка и во неа ружа. О, глупаци никакви, ги искара готвачката. Требаше да ја пресечете китката, ружата да ја откинете и дома да ја донесете. Одете веднаш и сторете го тоа што ви го велам. Момоците втор пат поитаа да ги бараат децата. Кога децата оддалеку ги видоа дека доаѓаат момоците, Ленчето рече: птицо Најденке, ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, одговори Најденка. Ти биди црква, а јас ке бидам круна во неа. Кога дојдоа момоците, не најдоа ништо, освен една црква и круна во неа. Што да правиме овде? Да си одиме дома, рекоа момоците меѓу себе. Кога дојдоа дома, ги запраша готвачката дали најдоа нешто, па кога и одговорија дека не видоа ништо освен една црква и една круна во неа, таа почна пак да ги кара. Будалишта едни, зошто црквата не ја урнавте и круната не ја донесовте дома? И налутена заедно со момоците, и таа тргна по децата. Децата, меѓутоа, оддалеку ги видоа тројцата момоци и готвачката која цупкаше по нив. Птицо Најденке, ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, одговори птицата Најденка. Ти биди рибник, а јас ке бидам пајка во него. Кога готвачката стигна и го виде рибникот, се наведна и сакаше да го испие. Тогаш дојде пајката, ја фати со клунот за глава и ја повлече готвачката во водата. Старата вештерка се удави, а децата весели се вратија дома и ако не умреле, тогаш тие се живи и ден денеска. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.